Добре дојдовте на уште едно видео на предприемач. Помино извесен период не направивме ниту едно видео овие последни неколку месеца, но би сакал сега малку да зборуваме за купувачите и односно нивното значење и како може да се поделат истите во различни процеси на самиот бизнис. Прво, она што е најважно, без купувачи нема да има бизнис, затоа што мора некој да постои кој ќе купи производ или услуга кој што е понуден од страна на бизнисот. Колку повеќе купувачи ќе имате, толку поголем приход можете да очекувате. Сега, теоретски гледано, ова не мора ни да биде точно. Не верувам дека постои некој предприемач кој што ќе има голем број на купувачи, а би ги продавал своите производи или услуги со загуба, односно со цена која што не обезбедува профитабилно работење. Во секој случај, правилото е дека колку повеќе купувачи ќе постојат, толку поголем приход ќе има. Но, сепак постои одреден проблем кога станува збор за купувачите. Прво и основно е тоа што постојат различни купувачи за еден бизнис. Тие се важни во сите процеси на еден бизнис. Например, најчесто купувачите ги поврзуваме со маркетинг процесот, значи затоа што маркетингот е основниот елемент кој што обезбедува нормално комуницирање со сите купувачи, доближување на производот или услугата до самите купувачи и така натаму. Но исто така и продажниот процес е директно вклучен, значи со самите купувачи. Затоа што продажниот тим постојано комуницира со купувачите во обид да го продаде производот или услугата. Но честопати што се заборава е развојот на производот или услугата. Значи, купувачите мора да бидат вклучени уште во самиот почеток на развојот на производот или услугата, затоа што сепак тие се оние кои што на крај ќе треба да го купат тој производ, односно да дадат соодветен износ на пари, со што тој производ би станал во нивно сопствеништво. Постојат, значи, повеќе видови на купувачи, како што напоменав претходно. Тука би дал една класификација која што ја препорачуваат Стив Бланк и Боб Дор во нивната книга Startup Owners Manual, односно прирачник за собствениците на стартапи, и даваат одредена хиерархија како изгледаат тие различни купувачи кои што може да имаат различни влијанија во различните процеси на самиот бизнис. На најдолното ниво се наоѓаат крајните корисници, односно оние кои што го користат, го опипуваат, кои што секојдневно се во контакт со тој производ или услуга. Многу е важно да се разберат нивните потреби, проблеми, начин на користење, затоа што сите овие елементи ќе влезат во самиот развој на производот, но и подоцна во одредени маркетинг и продажни процеси во обид да се доближи производот или услугата до тие крајни корисници. Но она што понекогаш се случува, во зависност од самиот бизнис, тие може да имаат најмало влијание на одлуката за купување. И ова е особено карактеристично во поголемите организацијски системи, каде што крајните корисници не се директно оние кои што одлучуваат што да се купи. Понатаму, како втор вид на купувачи се оние кои влијаат, значи, на одредена одлука, односно оние инфлуенсери. Тоа се сите оние кои не се директно инволвирани во процесот, но нивното кажување, пишување или споделување може да влијаат на купувачките одлуки. Тие имаат силно влијание на социјалните медиуми, но може да бидат и блогери кои што на некој начин пишуваат за одреден производ или услуга кој што го користеле и може да го препорачат. Но може да бидат и некои звезди од шоу бизнисот кои што едноставно ќе купат во некој бутик некоја парче гардероба, а со тоа ќе обезбедат и влијание врз оние кои што не се во моментов купувачи на тој бизнис. Понатаму, тука се препорачувачи, значи тоа се оние кои што имаат потенцијал да поттикнат позитивна или негативна одлука, но се разликуваат од оние кои што влијаат, затоа што тие понекогаш не се директно инволвирани, значи, на некој начин во самиот процес.
Како пример може да биде одредено мислење, значи неформално мислење на шефовите на организационата единица во која што ќе се користи тој производ или услуга. Може да бидат комитети кои што имаат задача да препорачаат одреден производ или услуга. Може да бидат надворешни entитети кои се занимаваат со истражување и кои што ги определуваат трендовите во одредена индустрија или одреден пазар. Сето тоа може да има одредено влијание врз купувачите. Понатаму, доаѓаат економски купувачи. Тоа се оние кои го контролираат или одобруваат купувањето или пак буџетот. Тие може да бидат менаџери од средно ниво или пак во одреден случај може да биде сопружник кој го контролира буџетот за патување на одмор на едно семејство. Значи секогаш има некој кој што има поголемо влијание во контролата на парите и тоа е оној кој што ќе донесе конечна одлука како и колку пари ќе се потрошат за одреден одмор. И на крај тука се оние кои што донесуваат конечна одлука, односно одлучувачи, тие можат понекогаш да бидат економски купувачи или оние кои се повисоко во хиерархијата за и кои имаат, значи, моќ да донесат конечна одлука. Тие се, како што напоменав, менаџери од повисоки нивоа и како пример може да бидат, значи, надвор од корпорацијските купувачи, може да бидат родители, например, кога станува збор за одредени играчки или одредени видеоигри, конечната одлука, значи, за купување ја донесуваат од родителите, а не децата на кои што е намената, односно кои што се крајните корисници на тие производи. Многу е важно, значи, да се препознаат овие купувачи и да се знае дека тие се многу покомплицирани отколку еден поединец, отколку една индивидуа како крајен корисник. Во секој случај, повеќето бизниси ќе имаат влијание од страна на различни од различни страни врз самата одлука за купување. Доколку разгледате тука на Предприемач, имавме во 2009 година на истражување на пазар, значи и можете да видите дека во голем дел оној кој што оди со одреден човек кој што сака да купи нешто, има огромно влијание во неговата одлука за купување. Например, се влегува во продавница, се разгледува нешто, но не си сам кога разгледуваш, туку водиш некој пријател и сегаш прашуваш што мислиш, дали е добро, дали не е добро, ми стои ли добро, ќе го користам или не го користам. Одговорот од тој пријател кој што никако не е во моментов поврзан со самото купување, сепак има огромно влијание врз одлуката на купувачот. Тоа би било се за ова кратко видео. Се гледаме во едно од наредните видеа на Предприемач. Довидување.